Поскапува лебот во повеќе градови низ земјава. Во дел од пекарниците во Штип, Кочани, Прилеп и Битола се очекува повисока цена на одредени видови леб веќе од утра, а некаде веќе имало корекции. Најавите се дека цените на белиот леб од 450 грама во дел од пекарите ќе одат нагоре од 3 до 5 денари. Информациите стигнали до групацијата на мелничко-пекарската индустрија при Стопанската комора, но таму велат секоја пекара индивидуално одлучува за цените. Имаме информации дека некои поединечни пекари кои не се членки и кои се членки имаат зголемено цени. Значи нашите информации се такви дека например во Битола некоја пекара има зголемена цена и дека штипскиве мали пекари, нели, нешто сакале да зголемуваат цени, па не знам како било, што било, но таа информација кружи и ние ја добиваме. Така да, тоа е поединечно, значи кризава влијае на производствените цени на лебот и на пекарските производи. И ако продолжи кризава, значи неминовно е поради големите трошоци што се создаваат, неминовно е да пекарите или поединечно секој по свое видување да се зголеми цената или ако мисли да не зголеми цената. Со конфликтот на Блискиот Исток, според Малишик, зголемени се трошоците за набавка на суровини на производство и дистрибуција. Све зависи од залихите што ги имаат на лице место и тоа колку им влијае, нели, со новите набавки во цените. Секако дека би требало да се покачи за некои десетина постои нагоре, нормално, тоа што тоа секако влијае во тие три домена на производството, значи набавка, печење, дистрибуција, производство. Значи секако би требало отприлика така да се движи цената. Но не, јас не можам да кажам колку ќе се движи, па зависи од компаниите. Корекциите нагоре на цените на лебот доаѓаат по поскапувањето на маслото и јајцата, како и овошјата и зеленчокот. Експертите и бизнисот веќе алармираат дека повисоката цена на горивата ќе ја покренат инфлаторната спирала и ќе има корекции на другите цени и бараа владата итно да донесе мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Од владата пак засега ставот е дека состојбата будно се следи и ако има потреба, ќе има нови мерки.